Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Како и секоја недела, така и во ова неделно попладне се јавуваме директно преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM, почитувани слушатели. Во очи сме на големиот македонски празник Крстовден, кој е утре, строг, посебен празник. Затоа сите оние кои го слават или го носат тоа име, нека им е со среќа. Инаку вечерашнава наша емисија ќе ја посветиме со рубриката Профил на нашиот познат сонародник Коста Станвик, но секако дека ќе дадеме и блиц вести. Но на самиот почеток пак еве и една жална вест. Ненадејната смрт на мојот драг пријател Кире Боримечковски од село Болно Преспа ги трокна срцата на многу негови пријатели соселани, а посебно на неговите најблиски. Судбината најнаш го одзеде од сите нас, без да каже збогум на сите што го почитуваат. Тој исти Кире кој знаеше да те насмее духовит човек, кој знаеше да засвири со армониката и да запее и цело друштво да го развесели, веќе не е меѓу нас. Си отиде во вечниот дом, оставајќи вечно да го жалат неговата сопруга Нада Боримечковска, керките Алда, Флора и Джина со фамилиите, како и 6 внуци и едното правнуче, но исто така и сестрата Слободанка со фамилијата од стариот крај. Кире веќе го нема меѓу нас, па и мене да ми се јави да праша што се случува во Македонија, какви настани има, дали има добра иднина за Македонија. Го нема Кире Боримечковски понекогаш и да ме искара. Го нема нашиот Кире да се појави со неговата насмевка на лицето. Си отиде во домот на вечноста, но тој не само кај неговите најблиски, туку и кај многу од нас ќе живее, зашто спомените негови со него оставија траги кај сите нас. Додека неговата сопруга Нада Боримечковска со трите ќерки и нивните фамилии сака да им се заблагодарат на сите оние кои дојда да оддадат последен поздрав, да оддадат почит кон него, па и на оние кои сака, а не беа во можност поради разни причини, сепак посебно јас од името на редакцијата Глас од Македонија, но и од мојата фамилија искажувам сочувство до фамилијата, но тебе, Кире, од срце да ти се заблагодарам за се што правеше со Нада за мене во најтешките моменти кога ми бевте најмногу потребни. Почивај во мир, наш сакан пријателу Кире Боримечковски. Инаку организацијата Обединети македонци ве известува доколку сакате да бидете донатори на засадени овошни дрва, а кој ќе се спомнува секогаш во паркот на самата организација и Линден, што се вика, побарајте го председателот Драги Стојковски на 416-823-6520. Да го повторам телефонот 416-823-6520.
А сите вие кои не сте во можност да ја слушате програмата, ве известувам дека можете да отворите на YouTube и напишете Voice of Macedonia, но и кликнете на subscribe, за кое претходно ви благодарам, а тоа е бесплатно. Со тоа всушност ја поддржувате и самата радиопрограма Глас од Македонија. Ова го возможуваме секој ден во светот, без разлика дали е во Австралија, Европа, Америка, Африка и така натаму, ќе може да се разонодува со македонскиот збор и песна. А ние, како што ве известивме минатата недела, во рубриката Профил за вечерва ќе зборуваме за нашиот сонародник Коста Станвик. Врвот Пелистер со планината Баба зграбили во своите пазови многу села. Може би затоа е во многу песни опеан со своите природни убавини и села. Едно од нив е Леринското село Арменско со својот наклон од планината Пелистер. Ова планинско село кое остави историски траги од минатото, поготово со Илинден, комитите во станиците каде беа убиени 93 арменчани. Но не беше само тоа. И во така наречената или измислена од Западот граѓанска војна, а дефинитивно не беше граѓанска војна, бидејќи војната се одвиваше само во егејскиот дел на Македонија, а не низ цела Грција, туку беше првиот експеримент за бркање на македонците од своите дедови огништа, за да се населат туѓинци од Понт, од Кавказ. Во таа војна 150 борци арменчани тргнаа во бој за слобода на Македонија, каде 57 загина, од кои и 2 девојки. Сето ова ги побуди арменчани никогаш да не си го заборават својот македонски корен. Turska
ветри, мирни души. Клети турци, мамо, zulum prava, vo armenskom, mamo, kolad besat, najnapred im beše armi paša. Ženi plačat, mamo, i šta deca, krv se leje, mamo, na site strani. Krv se leje, mamo, na site strani. Mnogu mili, mamo, Makedonci, izginaja, mamo, vo armensko. Odkletite, Turci, janičari. Se sobraja, mamo, silni borci, silni borci, mamo, armenčani. Vojvoda, mamo, kuzo vlače. Slavni te vodači, blače Vlaho, Čakalarov, mamo, ide do Kočo. Sosum stotini hrabri borci, za Fatija, mamo,